Ставам дека веќе на телефон чека примариус доктор Таше Трчевски од приватната здравствена установа Плодност Битола. Доктор Трчевски, добро утро. Добро утро, Дановски. Како сте сабелува на работа? Почнавте со интервенции или имавте мирно утро? Во принцип јас не сум ранобуден, меѓутоа да сум затоа што природата на работата во оваа болница така ми налага. Значи секојдневно некаде пред 7, околу 7 или 7:30 најкасно, во зависност од тоа дали имаме пункции, вадење на јајни клетки кај жените кои што ги справаме за инвитро оплодување, а тоа ни е во нашиот програм како прва процедура. Значи започнувам некаде околу 7 часот наутро со пункции, а сега веќе ја заврши првата пункција. Да ве прашам како е интересот за тоа што го нудите како програма во болницата? Расте со тек на години или се Да. Значи секоја година ни се наголемува бројот на пункции што се однесува до вонтелесното оплодување, а тоа е како резултат на нашиот успех. Значи пациентките си раскажуваат една на друга. Тоа можете да го видите во порталите, во форумите и така натаму. Тоа задоволство на пациентите од една на друга пациентка се пренесува, така да со оглед на местоположбата на Битола, географски ние многу сме подалеку од Скопје, а сите патишта се направени да водат кон Рим и Скопје, така да јас сум презадоволен со досега постигнатото. А вие неодамна понудивте, или веќе можеби одамна нудите првпат пораѓање во услови на некаков базен. Ќе ни опишете ли така е во вода, во када, ќе ни опишете ли таа постапка? Морам да ви кажам дека на едно од моите деца, на еден од моите синови, кога сопругата се пораѓаше, исто така и нудеа таа работа, додуше не во Македонија. Меѓутоа таја сепак одбра на природен начин да не се пораѓа. Што е разликата помеѓу ова пораѓање во када и пораѓање на овој друг вообичаен начин? Да, значи ви благодарам прво што пројавихте интерес да ја промовирам ова метода, затоа што кога ние го промовиравме првото породување во када пред неколку денови на социјалните мрежи, ни една телевизиска куќа не се јави да го промовира овој начин на породување, кој што мислам дека представува еден новина и за прв пат се применува кај нас во Македонија, е многу значаен. Инаку, што се однесува до породувањето во вода, значи тој е еден модифициран природен начин на породување, во кој што има своји корисни ефекти од потупувањето во вода за време на породувањето и раѓањето на бебето. И секако дека има и бенефити и за мајката. Значи, предноста е во тоа што мајката е порелаксирана, контракциите кои што ги доживува се многу помалку болни, има подобра координација на болките, кои што траат пократко и се многу поефективни и дилатацијата на каналот за породување настанува побрзо. А предпоставувам дека новороденчето од една средина во вода се пораѓа во друга средина во вода. Напротив, бебенцето се пораѓа во иста средина. Тоа во мајката живее во плодовата вода, значи водена средина. На тоа и мислев, да, од една. И влегува, во друга, значи во водата, значи пораѓањето е вода и со тоа се намалува стресот кај бебето. Има помала промена на телесната температура, а и исто така и светлината, звуците кои што доаѓаат од надворешната средина се повлаги, кои се перцепираат под вода, и допирот со кожата мајка на мајка кога го ставиме бебето е многу помек. Така да и бебињата кои што се пораѓаат се со многу подобра кондиција отколку, така да кажем, раѓањето на суво. Доктор Трчевски, јас ви благодарам, бидејќи и ние имаме овдека програма и ние сме како една мала железничка станица. Предпоставувам дека и вие и кај вас возовите врват цело време во смисла на пациенти. Кога ќе бидете во Скопје, јавете ми ден порано да се видиме на подолг разговор овдека кај нас во утрински брифинг.